Демократската унија за интеграција и СДСМ ги усогласија измените на законот за употреба на албанскиот јазик, откако Централното председателство на ДУИ ги разгледа и ги прифати предлозите од работната група на СДСМ. Сепак, како што велат од партијата, некои делови се недоречени и на нив ќе се работи во следните денови. Не се открива што точно значи усогласување на решенијата околу употребата на албанскиот јазик во Македонија, но тврдат дека се е во рамки на уставот, а се овозможува одредена поширока употреба на јазикот. По 7-часовниот состанок на Централното председателство на ДУИ во Мала Речица, не се донесе конечна одлука ДУИ да му ги даде потребните потписи на Зоран Заев за да обезбеди мнозинство во парламентот. Услов поставен од председателот Ѓорги Иванов за да го додели мандатот повторно, откако првиот мандатар Никола Груевски не успеа да состави влада во законски определениот рок. По одржаните предвремени парламентарни избори во декември минатата година, портпаролот на ДУИ Бујар Османи изјави дека едногласно е дадена согласност за предлог текстот за албанскиот јазик. Значи, членот 5 од Уставот предвидува дека официјален јазик и неговото писмо е во официјална употреба и јазикот на заедниците кои што се повеќе од 20%. Или службен јазик е јазикот на заедниците кои што се представени со повеќе од 20% и тоа се рефлектира во овој закон. Значи, и во екс официо употребата, значи по службена должност, и во комуникација со граѓаните, во централните институции и во локалните институции и албанскиот јазик и неговото писмо е во службена употреба. И во судските постапки? И во судските постапки, во постапките во обвинителството, значи во сите органи на државната власт. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска порача дека најзначајните прашања за идната влада се усогласени, а новата влада предводена од СДСМ според него ќе биде формирана за 15 дена. Сега се веќе обезбедени потписите за добивање на мандатот. Јас верувам дека остануваат мал дел од преговорите околу формирањето на влада, заради тоа што најзначајните прашања тоа се идната владина програма, платформата на социјалдемократите, платформата на албанските политички партии, законот за употреба на јазиците усогласени. Тоа беа суштествените работи, останува да седнеме со председателите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите во делот на владата и верувам дека за некои 10-15 дена Македонија ќе има нова влада. Во однос на ситуацијата со преговорите за формирање нова влада, синоќа се огласи и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој посочи дека ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе стои цврсто во било која ситуација на браникот на одбраната на државата и националните интереси. Она што сакам да го потенцираме дека внимателно ја следиме ситуацијата, гледаме дека ни се случува она што ние го предвидовме во изборите и го испративме како порака до граѓаните на сите митинзи, на сите телевизиски настапи, во сите ситуации, каде што кажувавме дека СДСМ подготвува редефинирање на државата, дека подготвува нешто што нема да му се допадне на македонскиот народ, но и на другите помали етнички заедници во Македонија, дека тоа треба да се спречи, дека тоа ќе следува. Можеби некои во тие моменти не го сваќаат толку сериозно тоа што СДСМ го најави. Некој го препозна, некој не го препозна, некој мислеше дека тоа е дел од нашата кампања, но времето покажа, и еве го сега времето на дело покажува дека СДСМ е цврсто влезен со намера да прави редефинирање на Република Македонија. Откако Никола Груевски не успеа да состави влада во законски предвидениот рок, откако му беше доделен мандатот, сите лидери на парламентарните партии беа на средба кај председателот Иванов, кој пак за да го додели мандатот повторно побара да му се достави список со потписи на најмалку 61 пратеник или просто парламентарно мнозинство. Во петок се очекува да се одржи седница на председателството на ДУИ, на која би се разговарало за тоа која опција е прифатлива за оваа партија.